Дали е оригиналната боја или Црн беше, па после оваа боја добиена све комплетно, да. дали има други вакви во Македонија? Јас имам видено еден сребрен сличен на овој, не ги знам моделите точно. Има уште 2-3 комада во Македонија, кои секој на некој начин ги реставрирал, ги донесол, докај што можел. Тоа е тоа, значи. А иначе, за жал, многу за жал, што многу возила ни отидоа надвор. Знам дека имаше еден сервис што се бавеше само со купување на стари возила и праќање во странство, бидејќи културата во странство за реставрирање на вакви возила е во подем. Многу повисоко и луѓе плаќаат огромни суми за да добијат вакво возило. Да се добие такво возило. И практично веќе кај нас изгледа дека порано и немало вакви возила, а всушност имало, но ја едноставно да ви кажам дека у денешно време, сега 2025 година, да сочуваш ти возило кое од историјата влезено во Македонија од 52-53 година, значи тоа е ипак уметност, значи и желба и волја да го донесеш во овој степен, да денеска генерациите воопште не ни знаеле да вакви возила. Затоа они за нив е тоа нешто посебно да го види. Помено фактот дека е македонско возило, значи тоа менува многу. Многу ви благодарам што сте успеле да ги чувате ова историско возило. Ви благодарам за вашата работа, бидејќи без вас не би можеле да видиме нешто вакво. Не би знаеле како изгледа да се вози вакво возило на улиците во Македонија. Конкретно ова возило се такмичи у 12 држави, има плакета на сите тие и основано над 120 пекари има освоено. Се надевам дека ќе останеме во контакт, дека ќе може некогаш во Скопје да се повозиме, да го снимиме и да видиме како искуството позади еден ваков автомобил. Да. Друго е кога и младите се интересираат за вакви нешта работи што останале во историјата. Нормално. Сите тие што сакаат возила ги чуваат во душа и ваквите настани се фантастични за младите и за сите во Македонија. Благодарам многу. Уште еднаш на вас благодарам.